Денес имаме чест и задоволство да ја отвориме 3-дневната меѓународна стартап академија, која што практично се организира од страна на американско катче, Штипли Универзитетот Гоце Делчев, а во соработка и подршка од Амбасадата на Соединетите Американски држави во нашата земја и ЦЕФЕ организацијата. Ова меѓународна стартап академија треба да има возможност на студентите да слушнат нови концепти за претприемништво и иновации, нови концепти за бизнис, меѓутоа во исто време преку една интерактивна дискусија, дебата да презентираат своји бизнис идеи и тие бизнис идеи со подршка од менторите кои што се вклучени во рамки на оваа програма да може да ги трансферираат во реални бизниси. Ова сега кој во целосна согласност со стратегијата и мисијата на Универзитетот Гоце Делчев во контекст на интернационализацијата, бидејќи станува збор за меѓународна стартап академија во која што учествуваат студенти и средношколци од Македонија, меѓутоа и од Бугарија, но многу повеќе во насока на напорите на Универзитетот Гоце Делчев да изгради еден екосистем, една платформа во која што студентите нема само да стекнуваат модерни академски знања и вештини кои што ќе бидат во насока на полесно вработување после нивното дипломирање на пазарот на трудот, меѓутоа многу повеќе ќе ги подготвиме нашите студенти да бидат идни бизнис лидери, да бидат успешни претприемачи и да бидат способни да креираат работни места и да основат стартап компании. Во таа насока би сакал само чисто да ја информирам јавноста дека универзитетот веќе работи многу скоро денес ќе ја промовира и универзитетската стартап академија, односно универзитетскиот стартап центар во кој што младите ќе имаат доминантно место и преку современи модели и концепти ќе можат да ги практицираат своите знања и вештини, меѓутоа и да ги трансформираат своите бизнис идеи во реални стартап компании. На тој начин мислиме дека можеме да придонесеме кон нашето општество, меѓутоа и да трансформираме нашата економија. Академијата ќе обединува вкупно околу 50 на млади кои што во овие 3 дена ќе работат на развој на бизнис идеи, на еволуација на бизнис идеите и настекнување на вештини за презентирање на тие бизнис идеи пред стручна жири комисија. Покрај тоа, главната цел, покрај стекнување на овие претприемачки вештини е младите да се здружат помеѓу себе, да се создаде една атмосфера на соработка, на размена на идеи и на прекогранична соработка, која што ќе придонесе до надминување на тие стереотипи доколку постојат некакви. Се надеваме дека младите ќе си поминат одлично во овие 3 дена, дека ќе се стекнат со нови знања, нови вештини, но пред се ќе создадат нови пријателства кои што ќе продолжат да траат и понатаму. Всушност ова е второто издание кое што го организираме на Hype Startup академијата. Првото издание го организиравме минатата година во септември, но беше од национален карактер, така да ова е првото кое што е од интернационален карактер. Се надеваме дека ќе продолжиме со соработката со УГД и дека ќе растеме и како настани и како соработка. Многу ми е пријатно да сум тук в Штип. Чувстваме се исклучително добре пријати. Благодаря за гостоприемството. Радвам се да бъда част от тази програма, да се запозная с нови хора. Бих искал да дам всичко от себе си, ако се налага да вършим реално някаква работа. И съм тук да добия нови знания и да се запозная с хора, пък и да видя малко път. Аз съм тук главно заради приятели, така че горе-долу по тях ще се водя, ще го измислим се нещо, радвам се да работя заедно с тях, обичам просто да брейнстормвам неща, това ми е. Аз нямам особено голяма насока в момента. Много съм срекна што сум дел од овој надпревар преценели за бизнес идеја и овде се пријавив и сум срекна што сум изберена во мојот тим, бидејќи овде можеме да стекнеме многу нови знања за тоа како да основаме свој бизнес и како да развиеме нашата бизнес идеја. Овде исто така стекнуваме многу нови пријателства и срекна сум што е интернационално, бидејќи разменуваме различни искуства и мислам дека навистина е
потребно да се е добро искуство овој процес и се надевам дека нашата бизнис идеја ќе биде успешна, дека успешно ќе ја развиеме, бидејќи ние имаме некои замисли, но ова ќе ни биде помош за да можеме да надоградиме и така. Па размислуваме на некои работи што можат да помогнат на општеството, нели еколошко нешто да биде, што ќе можат луѓето да го користат некој производ што на вистина ќе може да придонесе на пазарот во Македонија, кај нас нешто што го нема, иновативно и така.